Ние имаме сега криминална, бандитска власт која што само краде од граѓаните на Република Македонија. Официјалните податоци говорат дека 5 милиарди евра во последните 9 години се украдени и изнесени од Република Македонија. Тоа е 600 милиони евра од прилике пари на годишно ниво. Огромни финансиски средства кои што можеле да бидат употребени за решавање на скоро сите проблеми кои што ги тиштат граѓаните на Република Македонија. И во тој дел најавуваме враќање на правда за сите во Република Македонија, затоа што денеска нема правда. Денеска македонското судство не суди по закон, суди по политички нарачки, така како ќе каже Груевски, Мијалков и Ахмети. Обичните граѓани немаат никаква правна сигурност и затоа мора да има генерален реизбор на сите судии во Република Македонија. Тие кои што суделе по закон ќе продолжат и понатаму да работат. Сите оние што биле од тефтерчето на Горде или така наречени сваровски судии ќе мора да заминат дома, меѓутоа не само да заминат, туку и ќе одговараат за сите злодела што ги направија на граѓаните на Република Македонија. И затоа нема прочит. Имаше многу покренати предмети, многу акции во Македонија да покажат дека наводно се борат против криминалот и корупција. Додека ги апсеа луѓето во нивните домови со калашникови и со маски, тие крадеа од државата. И продаваа преку Сител и преку Канал 5 некаква си борба против криминал и корупција. Денеска, после 8 години од владењето на Груевски, овие лица судот ги ослободува од обвиненија или им дава условни осуди само колку да не биде дека биле џаби затварани. Најавувам преиспитување на сите овие случаи од македонското судство и секој еден кој што неправедно врз основа на некаква политичка проценка бил суден, ќе мора да биде рехабилитиран, да му се врати и да му се симне таа црна дамка на него и на неговото семејство. Заради тоа што страдањата и маките во овие 7 години никој не може да ги врати. Меѓутоа, обврска е на државата да ги рехабилитира овие луѓе. И затоа мораме се да направиме да ја вратиме правдата за сите.